бидејќи многу од моите блиски поменуваат низ кризни периоди, низ болка, низ тешкоти, се одлучив да зборувам за соочување со кризата на библиски начин, соочување со тешките периоди во нашиот живот на библиски начин. Во книгата што изедов пред половина година имаме едно цело поглавје, ако има Бог, зошто допушта зло и страдање. Но тука многу интелектуално ги образложувам тие работи, ги дискутирам на многу, така да кажам, логичко ниво, зошто, од каде злото, нели, зошто Бог го допушта. Сега сакам да го продискутираме тоа малку од емотивно ниво. Бидејќи ово првото, знаете, е малце така филозофско. Што било кога би било, или што било порано, но ово второто, како ние да се соочиме со страдањето, со неволјата во која сме затекнати, како правилно да го канализираме нашиот гнев, нашите солзи, нашите молитви, е многу попрактично нешто. Бидејќи, знаете, зошто нешто се случило во минатото, нас не ни влијае. Ама еве, ние сме на среде бурата, на среде кризата и нас сега ни треба решение. И се мислев од која книга да зборувам на оваа тема. Баш еден пријател, еден брат, пред една недела ме праша за некој негов пријател кој што е поминува низ некоја криза, која книга од Библијата да му е препорача да ја чита, бидејќи се наоѓа во некоја кризна ситуација. И така малце ме замисли тоа прашање, знаете, од секоја книга од Библијата може да извадите поуки на оваа тема. Секој прво нешто што ќе ни текне е книгата на страдалникот Јов. Цела книга зборува за тоа. Ама толку многу се проповедало таа книга, што е некако како да не постои друга книга. А всушност постои и оваа проповед сакам да фокусирам на таа книга, а тоа се псалмите. Псалмите се книги на емоции, псалмите се книги на силни емоции, на падови, искушенија, што ги имале псалмистите Давид, нели најмногу и другите, и на позитивни и негативни емоции. Псалмите обработуваат голем вариетет и на луѓе што поминувале низ кризи, низ искушенија, низ падови, низ очај, низ гнев, низ плачење, низ славење, низ радост, низ мир. Така што има што да ни кажат и на оваа тема. И да не забораваме дека псалмите, повеќето псалми се молитви, славопови на Бог, а воедно се и песни. Тие во нивната изворна содржина, во нивната изворна употреба се пееле во синагогите. Така што може да се еден збор да кажеме дека псалмите се молитвени песни. И знаете, музиката понекогаш е јазикот на емоциите кога зборовите се неискажливи. Најпрост пример што сакам да го споделам тука е кога имате некој таза заљубен пар и девојката сака да му каже што чувствува на момчето, ама не знае да го вербализира тоа и ќе му постира некоја песна, ќе му даде некој YouTube линк од некоја песна и ова го чувствувам за тебе. Тоа што девојкава го пее, тоа се моите зборови, како да ми ги земала од уста. И музиката, песната, лириксот на песната и помага да ги вербализира незините емоции. И псалмите имаат многу слична намена и ке нас. Кога ние сме шокирани од некоја неволја што не снашла. Знаете, тие често пати сен е супер и може во 2 сати да ви се смени цел живот. Како 2 сати, понекогаш и за 2 секунди, не да Боже, може да се случи тоа, но тогаш вие сте збунети. До пред 5 минути сте во славале Бог, се било супер и сега одедна се наоѓате во дознавате за некоја загуба, некоја врска ви се прекинува, некоја чудна порака добивате и не знаете што се случува со вас, каде е Бог во ситуацијава, зашто Бог тоа го дозволи. Милион емоции може да ви дојдат, милион мисли, конфузии, шокирани сте. И после долг период вие не знаете ни како да му се молите на Бог. Се надам никој не искусил и дай Боже да не искуси такво нешто, ама никогаш не се знае животот што ќе дојде. И кога сме шокирани во таква ситуација, псалмите, секој пат ќе најдеме некој псалм што ќе се поклопи со нашата ситуација и ќе ни помогне да ги вербализираме нашите емоции и нашите молитви кон Бог.
Така што тоа е една многу супер работа од псалмите. Си имам тука белешки доле, затоа ако гледам да не ви биде чудно. Така што сакам 5 точки да обработиме тука, 5 работи што треба да ги знаеме, да ги имаме предвид кога поминуваме низ мрачен тунел. Прво нешто што треба да направиме е она што не ги советува псалмите на самиот нивен почеток. Првиот псалм почнува вака и тоа е првото нешто што треба да го правиме и пред кризата да дојде. Првиот псалм ни вели да се насладуваме од Божјото Слово. Среќен е човекот кој не го следи советот на безбожниците, не оди по патот на грешниците и не седи во друштво на богохулниците. Туку законот Господов со задоволство го проучува за неговиот закон денонехно размислува. Вели тој е како дрво засадено покрај река, кое својот плод навреме го дава и чиј лист не свенува. Во се што прави, тој успева. Значи, првото нешто што не советуваат псалмите е да се насладуваме од Божјото Слово. Сега, намерно го потенцирам овој збор насладуваме, бидејќи не вели само да се храниме, не вели само да го читаме Божјото Слово, туку да се насладуваме. Да се насладуваш, знаете, едно е ти да изедеш некоја храна само затоа што мораш, затоа што ти кажале мора да се руча сега или да се доручкува, па ќе го изедеш, ќе го голтнеш, ама друго е кога се насладуваш со нешто, кога му пристапуваш со страст, нешто што замисли твоето омилено јадење, не знам кој е твоето. Последно време на Инстаграм пици само ставам навечер. Пицата мене ми е и знаете ако сум гладен, ако не сум јадал на 6 сати пред вечера, и кога си ја направам пицата, па кога си декорирам, па си ја јадам парче по парче, пичурка по пичурка, значи се насладувам и не само, нели, со апетит ја јадам. Слично нешто псалмистот не советува и за Божјото Слово. Што значи да се насладуваш? Тоа значи не само да често пати ние правиме планови за тоа како да ја читаме Библијата. Денеска треба да ги прочитам овие 2 поглавја. Утре тие 2. И така за една година ќе ја прочитам цела Библија. Никому не должиме статистика за тоа колку треба ние да прочитаме. Не е поентата на Божјото Слово само една норма да ја поминеме и да речеме ете денеска ја бев богоугоден човек. Си го прочитав моето. Некогаш прочитате 5 поглавја. Ако имате слободен викенд, прочитајте 10 поглавја. Ама некој пат, ако Божјото Слово, после вториот стих што сте го прочитале, ве сопрене од одредено место, ве замисли, не трчајте да читате 3, 4 стих и така натаму. Ве сопрело Божјото Слово, сопрете и вие. Зошто ве сопрело? Зошто вашата зеница сопрела на тој стих, на тој цитат? Размислете го, изжвакајте го, издегустирајте го. Можеби Бог сака да ви каже нешто, можеби се наоѓате во слична ситуација со тоа што го читате. Можеби треба да размислите, можеби ви укорува за некој греб, за некоја погрешна насока во која што сте се упатиле. Да не трчаме во Божјото Слово, туку да го изжвакаме го, да го испроцесираме. И нешто што е многу важно е да го читаме на време, да го читаме за да го јадеме Божјото Слово за гладот што ќе дојде. Што значи тоа? Па, често пати ми е супер во животот, духовно сме си добри, си велиме, па денес не ми треба Библијата. Да, овие стихови тука зборуваат за страдање, јас не поминувам ни страдање, ова не е храна за мене. Никогаш не се знае кога ќе дојде, можеби ќе не изненади тој лош ден, тој бран што ќе не удри од некоја страна. Треба да го читаме на време. Еве ќе ви кажам еден познат виц, сум го пишал на Facebook. Си спијат брачен пар во спалната, во кревет и женава слуша како кралец влегува, упаѓа во куќата. И се штрекнува вака, гледа, да, станува глад. И го удира вака мажот. Мажо, станувај, што е? Станувај, гледај, крадец таму ќе не покраде. И мажот станува, рипа, се облекува вака и од една шо ќе прави, ги зима теговите и вешпа. И жена му каже, што правиш, вика, иди таму ќе не покраде ој. Абе, види какви мускули има, вежбам да се набилам, па ќе интервенирам. Сега, да не видиме како овој човекот од вицот, кога ќе дојде неволјата, често пати е доцна да се билдаме тогаш. Може би и да немаме ни желба да се билдаме. Може би ќе бидеме толку духовно изладени, што прво нешто што ќе ни текне е врски да бркаме, кај доктори да се јавуваме, кај
полиција да се явуваме. Добро, сега ако итне работата, нормално дека тоа треба да се прави, ама често пати во такви ситуации луѓе може да се стават во ситуација да се друго световно бараат од она што светот може да понуди, дури ако ситуацијата не е итна, а молитвата може да почека. Чекај, Господе, сега имам проблем, те молам, има разбирање, Господе, имам проблем, дозволи ми да го решам, па после ќе читам Библија, после ќе се молам, после ќе одам во црква, после ќе пренесам на браќата и сестрите да се молат за мене. Не оди така редот. Барем за ние што сме духовни, ние што сме христијани, што сакаме, што му веруваме на Господ, Господ мора да ни е и треба да ни е прво место, приоритет. Иако од него не ја бараме помошта, надежта, заудно ќе биде во тие мигови. Ние можеби ќе излеземе од тој тунел, можеби ќе ја решиме ситуацијата, ама духовно ние каде ќе бидеме е друго прашање. Извинете. Да го јадеме Божјото Слово за денот што ќе дојде. Друго нешто. Се наоѓаме насред мака, насред трагедија. Чувствуваме силни емоции. Не е срамота и да се плаче пред Бог. Не е срамота да сме сфрустрирани пред Бог. Бог нема да ни замери дури ако протестираме за ситуацијата што ја имаме. Само се чудно звучи нам да се протестира против Бог. Не мислам тука на транспарентни да му излеземе. Ама, знаете, верувам сите, повеќето луѓе се нашли во ситуација каде што едноставно не им е издржлива болката. И они имаат некој гнев и често пати кога се молат, природно им доаѓа и да велат, Господе, што е работава? Неправедно сум во ваква ситуација. Јас ти служев супер се молев редовно, зошто ме снајдова несвеќа, зошто ми ја прати? Знаете, често пати прашањата може да бидат и нерационални, може да не изразуваат вистината. Ние може да видиме зошто Господе ми ја прати оваа ситуација, зошто ме снајдова несвеќа, ама Господ и да нема врска со тоа. Не значи дека секое зло, не секоја ситуација доаѓа од Бог, некоја самите се заплеткуваме во работи, некоја е последица на грев, некоја е знаете, сепак ние живееме во проколната земја, живееме во свет што се распаѓа и како што Исус вика дека Божјото сонце изгрева и за праведните и за неправедните, тоа ни убаво да го слушнеме, ама и маките, и болестите, и смртта доаѓа и на праведните и на неправедните. Едноставно таков е овој свет. Стенка, Библијата вели, овој свет буквално воздигнува, очекувајќи го обновувањето, очекувајќи го преобразбата, воскресението на мртвите и обновувањето на земјата. Така што, штом сме на овој свет, илузорно е да очекуваме дека ќе нема страдања за христијаните. Патот до небото е сигурен, но не е послан со рози, туку има и трње и за христијаните. И еве сакам да ви прочитам како псалмистот Давид протестирал кон Бог. Во 13-тиот псалм Давид вака го почнува: До кога, Господе, сосема ќе ме забораваш? До кога од мене лицето ќе си го криеш? До кога душата ќе ми се измачува и срцето секојдневно ќе ми тагува? До кога душманот над мене ќе ликува? Погледај и почуј ме, Господе Боже мој, разведри ми ги очите, зашто во смрт ќе заспијам. Сите сме се нашле, сите ни е многу добро познато ова. Ако не сте се нашле, може би подоцна. Дај Боже никош да не се најдете, но секој ќе дојде во еден тунел, на кога ќе ни се гледа тој тунел многу долг. И буквално така ќе викаме: до кога, Господе, до кога оваа осаменост, до кога оваа болка, до кога оваа болест? Има некои болести што по 2 години траат, знаете, и таму саатите се како денови. До кога, Господе, оваа неизвестност? Ќе бидеме во финансиска криза, до кога, Господе, кога ќе обезбедиш? Често пати не изгледа тоа дека е неиздржливо, дека е многу долго. Знаеме дека после кога ќе помине тоа, кога ќе погледнеме наназад, сваќаме дека не било и баш така, дека сме имале сили, Бог ни дал сили, ама сепак во тој процес на до кога Бог не градел, не калел, не обликувал, не созревал, нашата вера била тестирана, била прочистена како злато низ оган, вели Библијата. Така што, еве, сакам да ви даме на пример дека и Давид протестирал кон Бог и Бог не му го земал тоа за зло. Августин,
вели подобро е вика да тресете тупаница против Бог, отколку да се откажете од Бог. Подобро е да мафтаме со прстов, ако сметаме дека сме неправедно во некоја ситуација, отколку да се откажеме. И знаете, тоа е така дури и во еден брак, например. Кога сопружниците ќе се во некоја конфликт, во некоја недоразбирање и се караат и има силни емоции, тоа сепак дава надеж дека може да се реши тој конфликт и да опстои бракот. Но ако и на двајцата им стане сеедно и станат инфериорни кон проблемот и кренат раце, тогаш најверојатно тој брак е просуден на пропаст и може би и развод. Така што многу е важно, иако мафтаме со тупаница во такви кон Бог, во такви неиздржливи болки, важно е само да не се откажеме и да не сопреме со нашите молитви. И видите како Давид го завршува овој псалм. Ќе свртиме на следната страна. 5 и 6 стих од Псалм 13 вели: но јас во Твојата верна љубов имам доверба и во Твоето спасение срцето ми ликува. Ке му пеам на Господа, зашто беше штедар кон мене, ќе го воспевам името на Севишниот Господ. Дали Давид го чувствувал ова, што го пишува тука во времето на неволјата? Не. Вели, но јас во Твојата верна љубов имам доверба. Дали тој ја чувствувал љубовта Божја во тој момент? Не. Тој се наоѓа во маки, во страдање. Но, тој не дозволува, Давид не дозволува да чувствата му ја дефинираат вистината за верата во Бог. Туку напротив, со вистината тој им зборува на своите чувства. Тој му зборува на своето срце. Библијата вели дека срцето е измамливо и страшно расипано. И често пати тоа не одразува реалноста, вистината во која се наоѓаме. И иако овој свет не учи да го следиме срцето, Библијата не учи обратно, да ја следиме вистината, а срцето нас да не следи потоа. Овој свет ќе ни каже: слушај го твоето срце што те зборува. Библијата вели ние да му зборуваме на срцето, бидејќи срцето што има да го слушам кога тоа е измамливо и често пати водено од емоции, од секакви конфузни емоции, знае да не води во погрешни одлуки. Давид е многу добар во тоа дека тој не дозволува да емоциите му ја дефинираат реалноста, туку тој му зборува на срцето и го насочува во склад со вистината. А вистината е дека Божјата верна љубов не напушта, Бог е верен за доверба и дека ќе не избави од неволјата. Така што да имаме доверба во Бог. Трета работа што е многу добра да направиме, да ја правиме кога сме во темен тунел, кога поменуваме низ темен тунел, е да се подсетиме на Божите дела во нашиот живот. Убаво е да си имаме и како споменар, како дневник, да си ги запишуваме тие убави работи што Бог ги направил за нас порано. Например, подсетете се за сите оние коинциденции што Бог ги направил во вашиот живот порано. Сетете се на онаа навидум безизлезна ситуација, која што во тој момент ви изгледала навистина безизлезна и која сте мислеле дека тоа е крај и нема шанси да излезете од оваа ситуација, и одеднаш Бог во последна минута, во последен момент ви отворил излез. Едноставно сте излегле и тоа било чудо во вашиот живот и вие му благодарите на Бог и знаете дека таа врата ја отвори Бог. Подсетете се, затоа што кога сега се наоѓате во безизлезна ситуација, а и тогаш ще се наоѓале во безизлезна ситуација, и тогаш Бог отвори врата, ќе му верувате дека тој тоа може да го направи и сега. Сети се на она време кога беше во финансиска криза и кога од никаде не можеше да видиш дека ќе дојде помош, дека Бог ќе обезбеди и кога Бог буквално те стави на тест да му веруваш на Него и како тоа на чуден начин Бог те обезбеди во последен момент и не те остави гладен тебе или твоите деца. Сети се на онаа проповед, особено што се случува кај верниците на почетокот од нивното христијанско патешествие, кога влезе во таква, седна, почна да го слушаш проповедникот и одеднаш доби чувство како проповедникот да те изборува на тебе. Како, иако има можеби 30-50 души околу тебе, како проповедникот да те изборува тебе за твојата ситуација, за твојот притаен грех можеби во кој што живееш,
И буквално си видиш, зарем ова е можно. Дали овој проповедник го знае мојот живот, па јас на никому ова не кажав, ова беше тајна што никој не знае, и како проповедникот само лично тебе да ти изборува, како да го прислушкува од твојот телефон или Алексата ако ја имаш дома, нели. И после тоа знаеш дека тоа ништо од тоа не е можно и дека едноставно Бог го употребил да ти прозборува тебе лично, за да те охрабри, да му веруваш и нели, да излезеш од таа ситуација. Така што овие спомени се многу добра мотивација, многу добро потсетување за тоа каков е Бог и како Бог може да направи пат преку морето, да направи пат во бездната, кај што се наоѓаме. И еве ќе прочитам од Псалм 77, каде што и Давид со пример ни покажува како го правил тоа. Псалм 77 од 3 стих ќе цел ќе го прочитам. Кон Бога повикав за да ми помогне. Кон Бога викав за да ме чуе. Во денот на мојата мака Господа го барав. Со кренати раце цела ног се молев, а душата моја не сакаше да се утеши. Со воздишки си спомнувам за Тебе, Боже, во мисли потонувам, а духот во мене премалува. Не ми даваш око да склопам, потресен сум и збор не можам да изустам. Тоа што ви го зборев кога сме во силни емоции и толку сме под стрес, под шок, што не можеме ни збор да изустиме. И потоа Давид вели, размислувам за дните минати, за годините дамнешти изминати. Си спомнувам за моите песни во ноќта, срцето во мисли ми тоне, а духот ме прашува. Зар Господ отфрла довека, зар никогаш повеќе нема да се смилува? Зар згаснала за навек неговата верна љубов? Зар пропадна за навек неговото ветување? Зар Бог заборавил да биде милостив? Зар во гневот негов нема веќе сожалување? Тогаш реков, на ова ќе се повикам, на годините на десницата на Севишниот Бог. Ќе си припомнам за делата Господови. Да, ќе си спомнам за чудата од минатото. Ќе размислам за сите Твои дела, ќе ги разгледувам сите Твои силни подвизи. Извинете. Гледаме дека и Давид се повикува на дните минати, на Божите дела во минатото и тоа му дава силно охрабрување во верата. Се потсетува кој е Бог, каков е Бог и дека е многу поголем од ситуацијата во која се наоѓаме. И ако продолжите да го читате после псалмот, потоа од таа мака агонија, Давид многу поинаку го завршува, вели: свети се патиштата Твои, Боже. Кој Бог е величествен како нашиот Бог? Ти си Бог кој твори чуда, меѓу сите народи ја објавува својата сила, со својата моќна рака ти го избави својот народ и така натаму да не ви читам. Слично охрабрување може да дојде и кај нас кога се потсетуваме за Божите моќни дела во минатиот живот, кога ќе се потсетиме колкав е, бидејќи сатаната е тој што сака да забораеме кој е Бог. Едноставно, ти си во безизлезна ситуација, Бог не е присутен во твојот живот, Бог го нема, Бог е зафатен со некои други работи, не е тука за тебе да ти помогне, едноставно си остане сам на себе. Бог е немоќен да ти помогне. Но потсетувањата, не само од Библијата, туку и од нашиот живот, од нашите сведоштва и од сведоштвата на другите луѓе може да не потсетат кој Бог на вистина и како реално се проследува во нашите животи и да ни ја тргне таа перде од пред нашите очи, за да знаеме колку е силен Бог. Добро, тоа е третата точка. Четвртата точка е да му благодариме на Бог. Четвртиот совет од Библијата е да му благодариме на Бог. Сега, да му благодарам на Бог за мојата болка, за мојата мака, за тунелот во кој се наоѓам? Не, тоа било илузорно малку духовност. Не е тоа што Библијата го бара. Но, оно што може да му благодариме на Бог е за тоа кој е Бог, каков е Бог во нашиот живот. Но благодариме за минатите дела и со вера да му благодариме, за оно што ќе го направи добро за нас. Бидејќи ние веруваме дека ќе не избави од таа. Кога тогаш? Не е важно, во Божјо време дека тој ќе не избави. Да му благодариме на Бог дека тој е доволен во нашата мака. Знаете што кажа Јов, кога неговата жена му рече: проколни го Бога и умри, за маката во која се наоѓаш. Се сеќавате што одговори Јов на тоа. Господ даде, Господ зеде. Благословено нека биде името Негово.
Тешко е да се кажат овие зборови, знам. Не е лесно да се врати назад кај Бог нешто што Господ ни го дал, ако тоа е морално, но сепак да ја подгреваме нашата вера, да ја биде спремна да го направи тоа. Едноставно Господ да ни биде доволен. И тоа ќе го исправи нашето срце, да биде во вистинска насока, за да знаеме како да процесираме нели се она што ни се случува. Во Солумјаните пишува: радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете за се, зашто тоа е Божјата волја за вас во Исуса Христа. Ние сме повикани да благодариме за се, без разлика ни што поменуваме. Обично си мислиме, нека дојде мирот, штом ќе го добијам мирот, што го барам, потоа ќе благодарам. Да добијам радоста што ја барам, па потоа ќе благодарам. Но всушност е обратно. Благодари му на Бог и благодарноста ќе те насочи кон мирот. Со тоа што ќе имаш благодарно срце, тоа ќе те доведе до радост. Да кажем дека малце е обратна логиката тука. Да му благодариме на Бог во тешки времиња, затоа што тие се моменти каде што најмногу растеме и созреваме. Се учиме на трпение, нашата вера се тестира и се прочистува како златно низ оган. И потоа, кога ќе излеземе, ќе бидеме подсврсти во верата, ќе бидеме добар пример на кој што ќе може да се повикаат други браќи и сестри кои што ќе поминуваат низ слични страдања. И едноставно Библијата ветува и слава и венец за таквите кои што поминале низ тоа. Така што и во Римјаните апостол Павле не подсетува дека страдањата во сегашно време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Таа е тука. Божјата слава за страдалниците е тука. Само незиното откривање ние не го гледаме моментално, но кога ќе се открие, таа ќе биде неспоредлива поголема отколку страдањата низ кои што поминуваме моментално. Пети совет. Слави го Господ. Повторно тешка заповед. Да благодариме и да го славиме Бог. Има нешто надприродно во тоа да благодариш и да го славиш Бог во тешки времиња. Знаете, кога се ни е супер во животот, кога се ни е супер на луѓето, па тогаш и неверниците може да му благодарат на Бог. Неверник или традиционален верник, знаете, што само за Божики Великден од суеверие оди во црква, пали свеќа, дури тој човек да добие седмица на лото, ќе крене раце, фала ти Господе, слава ти Господе, ќе каже. Лесно е да се благодари и да се слави Бог во такви моменти. Некој што за 1 милиметар избегнал собрекајка, исто така следниот ден од благодарност ќе однесе зејтин у црква, фала ти Господе, да му се одолжи на Бог негово. Лесно е. Има нешто надприродно кога вистинските верници, оние што секако што редовно се хранат со Божјото слово, што редовно се молат, оние што се како дрво засадени покрај води и што се хранат, чисто корени се хранат од водата на Божјото слово, го слават Бог во тешки времиња. Всушност, Бог најмногу се прославува кога го славиме во тешки времиња. Кога му веруваме во тешки времиња дека тој ќе не избави од тоа. Кога му веруваме дека Бог е на среде бурата и дека тој чекори по разбрнуваното море. Кога го гледаме тоа, иако нашите телесни очи не го гледаат, со нашите духовни очи го гледаме Бог и знаеме дека таму. Таа вера, драги мои, таа вера ја згмечува главата на старата змија. Кога поминуваме низ страдања, ѓаволот нестрпливо чека да го проколнеме Бог, да се откажеме од Бог, да веруваме дека Бог не напуштил. Кога Исус на крстот рекол: Боже мој, зошто ме остави? Ѓаволот тогаш нестрпливо ја очекуваше победата своја. Нестрпливо очекуваше да го запали огнометот, да ја прослави победата. Ете, Исус поверува дека таткото го напушти, дека не е со него. Исус потлекна. Но вие што читате Библијата, знаете дека во тие 7 изјави, последни изјави на крстот, не е тоа последната изјава на Исус. Исус на крајот вели: Татко, во твои раце го предавам мојот дух. Знаете што се случи потоа со ѓаволот? Не знаеме, немаме реална слика, ама
Ево, ќе ви пуштам сега еден краток клип од филмот Страдание, Passion of Christ, да видите што се случува со ѓаволот тогаш. Нормално, ова е што, нели, авторот на филмот го мисли, ама нешто многу близко мислам и до реалноста. Кога ние во тешки времиња, кога ѓаволот од нас очекува да отпаднеме од верата, да не скрши, да не оддалечи Бог, ние баш во тие мигови му благодариме на Бог и го славиме на Бог, ѓаволот тогаш збеснува, едноставно си вели не можам со овој човек, се тргам од него, бидејќи го добил спротивниот резултат од она што го очекувал. Знаете, кога поминуваме низ неволја, нашата вера е ставена на тест. Ако таа е градена на цврста карпа, таа ќе обстои. А ако е градена врз песок, таа ќе пропадне. Како што кажува и Исус во Евангелие по Матеј 7 глава на крај. Во неволјата, вие сте како една сламка што гори. Ако тој оган е доволно голем, ветерот ќе го разгори тој оган. Ако пак е фитилче што тлее, можеби и ќе угасне. Знаете, сега е 1 мај, правевте, многу мина од вас правевте скара и знаете дека ако има доволно жар и ако мафтате со некој картонче, ќе се разгори скарата, ама ако ја оставите подолго време да се ептен излади и ако има само едно мало жарченче што грее, вие колку да мафтате нема да се разгори скарата. Едноставно ќе догори целото, ќе изгасне. Така што не смееме доволно да се оставиме без оган, без духовна храна, за да не бидеме како втората скара. За 1 мај сега илустрација давам. Ако сме доволно загреани, ако има доволно жар во нас, ветерот, неволјата што доаѓа во нашиот живот, што мафта, нема да не угасне, туку ќе ме разгори. И ако во тие мигови му благодариме на Бог и му дадеме слава на Бог, не само што ќе не разгори, не само што нашата вера ќе биде разгорена, туку таа ќе направи духовен пожар, пожар што ќе изврши во наводници пожар, не ме саќате буквално, што ќе изврши влијание и не само во нашиот живот, туку и ке многу други животи, многу други луѓе, браќа и сестри, ќе бидат охрабрени од таа наша вера, ќе бидат мотивирани да постапат слично кога тие ќе минуваат низ тунел, низ мрачен тунел, а и ке многу неверници тоа ќе биде сведоштво за вашата искрена вера. Ќе речат, види го, му веруваше на Бог и кога очекувавме дека ќе се скрши, ќе психички ќе колабрира, тој му даваше слава, му благодареше на Бог, беше насмејан, пушташе христијанска музика, идеше во црква, го славеше Бог, не се откажа, ќе видат една цврстина, ќе видат дека Бог е присутен, реално присутен во вашиот живот. И ќе се запрашаат, ќе седнат со вас на кафе, ќе речат, кажи ми нешто повеќе. Јакова би бил во таква ситуација, кога јас би бил во таква ситуација и би колабрирал. Што е тоа во тебе? Од кај таа вера? И знаете, тогаш луѓето ќе ве слушаат и ви ќе им кажете за Исус, ќе им кажете за таа реален Бог, за Исус како реален спасител, како дека е присутен во вашиот живот и дека толку ве променил што вие сега му верувате на Бог и така го поминавте патот. Верувај дека Бог не те довел таму кај што си, за да те остави таму каде што си. Сега може би поминува ни страдање, но страдањето го нема последниот збор. Може би си во болка, но болката го нема последниот збор. Може би поминуваш низ депресија, анксиозност, страх, осаменост, загуба, страх, немир, ништо од ова го нема последниот збор. Знаете што го има последниот збор? Алелуја. Славењето на Бог. Прочитете како завршуваат псалмите, нема да ви читам сега во интерес на времето, сами ви оставам задача, прочитете како завршуваат псалмите. 150 псалми се, последните 10 псалми завршуваат со слава поикон Бог. Последните 5 псалми дури започнуваат со алелуја, алелуја, алелуја. Така што тоа е знак и за нас, дека ако останеме верни, ако останеме цврсти во верата, ако се насладуваме за денот на градот, дека низ каква мака да поминуваме, низ каква болка да поминуваме, низ каков мрачен тунел, без разлика колкав е долг, на излезот од тунелот,
кога тогаш во Божо време ние ќе викаме алелуја, алелуја, алелуја Господе. Тоа беше мојата порака за денес. Ве сакам многу, се гледаме во Божо време.